Драги сограѓани, почитувана јавност, тенденциозното уништување на материјали од круцијално значење за македонската историја продолжува. Владата на ДПМНЕ, исто и како претходната, не води никаква грижа и дозволува Државниот архив, кој што е институција, директно под нејзини ингеренции, да се претвори во руинирана рушевина. Некогашното главно депо, објект во кој што лежат илјадници документи македонска историја, оставено е да пропаѓа и дел по дел од овие документи да се уништуваат од влагата. Вентилацијата е нефункционална, а документите кои што се оставени внатре гнијат и неповратно пропаѓаат. При последните дождови кои што се случија минатата недела, подрумите на главната зграда повторно беа поплавени, иако кровот е реконструиран пред само неколку години и за истиот е потрошена сума близу 80.000 евра. Низ паркингот кој што е нефункционален, заради неисправен лифт, се забележуваат кутии со документи и книги, кои што се уништуваат расфрлани на повеќе локации внатре. Впрочем, до нас пристигне информација дека на ваков начин и до 5.000 документи и книги се уништуваат на годишно ниво. Подсетуваме дека за овие материјали, кои се печатени во приватни печатници, се трошат државни пари на тендери вредни и над 50.000 евра. Се поставува прашањето зошто, кога се плаќа одржување на принтери и тонери на годишно ниво, се печатат документи во приватни печатници без да има функционална печатница во Државниот архив, која би била далеку поевтина. Во епоха кога соседните држави вршат историски ревизионизам, се обидуваат да се подкусуруваат со македонската историја, уништувањето на документи од државно значење за македонската историја представува колабораторство. Левица ја повикува владата за институцијата која е под нејзини ингеренции да поведе мерки и да утврди кој и зошто ги уништува документите од македонскиот архив веќе со години наназад. Левица уште при првиот ребаланс на буџетот следната година ќе поднесе амандмани кои се однесуваат на санација на штетите и превенција од уништувањето на документи важни за македонската историја. Да ви благодарам.